Јас сум Анде Стојковски, сум дел од тимот на Младенски сојуз, која што е невладина организација, основана 1999 веќе годинава правиме 24-ти роден ден, и активно се залагаме за вклучување на младите во сите сфери од општеството. Работиме на три главни теми, меѓу кои што се регионалната соработка и мрежување, се развива предприемништво и младенско вработување, со посебен фокус на социјално предприемништво и младенско учество. Кога би зборувале на тема млади предприемништво, цврсто верувам дека е тема на која што треба се повеќе да разговараме, имајќи предвид моменталната ситуација и ситуацијата младите во кои што ги спремаме за да влезат во тоа општество кое што ги очекува, и се разбира само вработувањето, предприемништвото секогаш треба да биде избор на младиот човек и да се стреме младите кон тоа да избираат секој да размислуваат критички, да избираат да влегуваат во редите, бидејќи само така ќе може да ги искажат својата креативност така натаму. Кога разговараме за препреките младите луѓе кои што ги имаат од аспект на кога се соочуваат при започување на својот сопствен бизнис, можеме доста да разговараме од тоа дали имаат доволно фондови кои што ги поддржуваат, дали се информирани за сите можности кои што ги имаат, а и понатаму да разговараме дали воопшто се заинтересирани, дали нашиот екосистем да ги поттикнува младите воопшто да размислуваат да го изберат предприемништвото како своја животна определба, дали образовниот систем поттикнува размислување кај младите да започнат да размислуваат да основаат свој сопствен бизнис, да се занимаваат со предприемништво. Она што јас би сакал да го истакнем, како организација моментално работиме на методологија со која што ќе мериме колку локалните заедници поттикнуваат развој, стимулираат развој на социјалното предприемништво, односно ги поттикнуваат младите да започнуваат своји социјални бизниси. Така што тоа го правиме преку 4 главни столба, соодветно кои што имаат индикатори, секој столб има своји индикатори, односно разговараме за финансиска поддршка, односно пристап до финанси, односно колку младите имаат можности во своите локални заедници да имаат пристап до финанси, било тоа дали да е на локално ниво, дали на национално ниво или други донатори, односно свој финансиски капитал за да го започнат својот бизнис. Понатаму системите за поддршка, односно колку младите луѓе имаат систем кој што ги поддржува, од аспект колку институциите имаат развиено мерки кои што се од поддршка на младите во развивањето на своите бизниси, понатаму до колку локалната заедница, односно самите луѓе кои што живеат во локалната заедница ги поддржуваат во своите иницијативи да развиваат своите бизниси. На крај го имаме човечки капитал, односно каква е демографската структура во локалната заедница и како таа може да се искористи младите да искористат при креирање на својот бизнис и при развивање на својот бизнис, односно да знаат со што располагаат во својата локална заедница. И за крај имаме квалитетот на живот кој што се повеќе станува актуелно, односно колку младите живеат квалитетно во својата локална заедница, дали имаат пристап до доктор, дали имаат поврзан со другите места, дали се задоволни од општеството во кое што живеат, така што голем дел на индикатори и нешта граат целокупната слика за тоа како младите се дел од тоа, односно младите се вклучени и гледаат предприемништвото како нивна животна определба натаму. И она што би сакал да го дополнам дека треба во секој сегмент од кај младиот човек, особено од образование, да му се нуди на младиот човек можности да стекнува знања, познавање, вештини кои што ќе му возможат да ги има потребните вештини за понатаму да се гради како млад кој што би сакал сам да се вработи, кој што неговата животна професија би ја се креирал сам по неговите мерки и желби и потреби. Она што би сакал што го дополнам дека треба доста да ги вклучиме дигиталните алатки при промоција предприемништвото кај младите, бидејќи сепак младите се најголем дел на социјалните медиуми, така што снимањето на подкасти и другите дигитални платформи така натаму, кои што младите се доста ги користат, се токму на место кај што младите би може да ги црпат овие информации понатаму покрај формалното образование кој што спомнав и неформалното, како трето нешто преку кое што младите може да ги црпат своите информации за предприемништвото. Дефинитивно треба да работиме на политики по мерка на младите. Како тоа го правиме? Тоа го правиме со првенствено ни требаат податоци, односно кои се вистинските потреби на младите, кои се вистинските потреби на општеството
и за понатаму да креираме политики кои што стварно би биле рефлексија на реалноста, односно би биле нешто кои стварно би одговарале на потребите младите, бидејќи генерално немаме податоци за сите нели овие нешта и треба да имаме податоци за да правиме понатаму квалитетни политики кои што одговарат нели потребите младите. Така што генерално би била најголема препорака, а и понатаму да се работи на квалитетот на животот на младите, односно младите да гледат потенцијал во својата локална заедница за развој на припемништво се разбира што доста неопходно, иако не е директно поврзано с припемништвото, ама сепак игра огромна улога кај младиот човек.